Во тек е состанокот на Советот за национална безбедност во претседателската вила на Водно. За прв пат точка на дневен ред е проблемот со аерозагадувањето. Колешката Елена Милошевска известува во живо. Елена, со кои информации располагаш? Она што можам да кажам, односно кои се последните информации, тоа е дека всушност седницата се уште трае, почна пред околу 40 на минути и всушност ова е седница на Советот на национална безбедност, каде што всушност за прв пат се зборува, се дебатира и се расправа за аерозагадувањето како кој е долгогодишен проблем во земјава. Она што може да напоменам дека всушност председател на државата Стево Пендаровски ја свика седницата во 17 часот, инаку за прв пат всушност дојдоа и представници на невладиниот сектор и тие веќе влегоа внатре, веќе дискутираат, зборуваат во однос на тоа, ги изнесоа своите барања во однос на тоа како да се реши проблемот со аерозагадувањето. Инаку представниците кои што дојдоа од невладиниот сектор се од невладините ОДВА, потоа Екогерила и Битолско здружение за заштита на животната средина. Пред почетокот на средбата тие рекоа дека ова е последната врата на која што ќе затропат и се надеваат дека конечно надлежните ќе најдат решение, односно дека ќе се реши долгогодишниот проблем со загадувањето. Тие исто така кај председателот замина и со 4 барања, но јас да не должам многу во продолжение да погледнеме што барат и што предлагаат тие во однос на тоа како да се реши проблемот со аерозагадувањето. Конкретно ние доаѓаме со 4 конкретни барања, значи да се види можноста за забрана на увоз на отпад. Ние увезуваме многу отпад, а не можеме да си го менаџираме нашиот отпад што го произведуваме во нашата земја, така да тоа е една од првите барања. Нормално ќе елаборираме повеќе внатре. Треба да се преиспитат сите елаборати и дозволи за изградба на мини хидроцентрали во заштитените подрачја, во близина на заштитените подрачја или пак во близина на подрачјата каде што имаат влијание врз заштитените подрачја. Трето ќе биде значи да инспекцијата за животна средина да биде исто така поддржана и од полиција, исто како што е УЈП и низ целата територија на државата. Значи и на крај многу е важно да се врши контрола на целата територија на сите општини во однос на дивоградби. Секоја година на 3000 жртви од аерозагадувањето. Значи за 2016 бројката е над 3500 жртви. И тоа е причината зошто се свикува Совет за безбедност по ова прашање. Ова е последната врата во која влегуваме за да разговараме за проблемите кои ги истакнавме и сега и во последните 6 години. Доколку од ова не вроди никаков плод, повеќе не влегуваме во ниту една врата, туку остануваме по улиците и секаков друг можен вид на отпор. Инаку на седницата присуствува и министерот за животна средина Насер Нуредини, како и заменик министерот за животна средина Јани Макрадули, а исто така по завршувањето на седницата председателот Пендаровски, како и представниците на невладиниот сектор најавија дека ќе дадат изјави, односно што се договорили, кои се заклучоците од денешната седница на Советот за национална безбедност. Засега тие се информациите со кои што располагаме, секако со повеќе детали како поминала седницата средбата ќе ве информираме во наредното информативно издание. Така, Елена, ти благодарам, те очекуваме со информации од исходот по седницата на Советот за национална безбедност.